svijetu ljubavi, bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pretile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja, na hladna proljeća, bez slike stradanja. Добра вечер и убава вечер. Ке чекам да се приклучиме повеќе мина, затоа што имам нешто да ви споделам од минатото, а се случува денес. А исто така сакам да ви споделам и што ќе се случува во иднина. Ако има заинтересираност, ќе разговараме, ако нема, Бог на помош, се исклучуваме. Што се баш на нас залепе, jer moj život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Zvučem navike i sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, u krevet donijeti, pa te poljubiti, al toga nema, ne postoji. Спремни сме! Moj život, vječito
Ќе почекаме уште малку. Добар вечер за сите, за Славица, Дејан, Костадинка. Али пред да почнеме, сакам да ве потсетам на нешто што е објавено за она што доаѓа денес. Како најпрво едно големо почитување пред она што беше синоќа во Кочани, каде што беа личени од слобода повеќе лица од Увора довлочени. Секако дека требаше многу одамна, уште пред да се случи дискотеката Пулс, да реагира премиерот Тино и министерот Тошковски, на кој што доволно пишувавме, објавувавме, и не сме ние како Инфомакс, како Кукузел, како СДС, да се перчиме сега кој први објавиле, што направиле и како направиле. Ние тоа што го направивме за Кочани, го направивме за Македонија, го направивме за родителите и не бараме ништо да собираме и не работиме за никого. Едноставно спроведуваме агендата на Бог. Сакајте сватете, сакајте ич не разбирајте. Така да, оно што го слушам за се оно што се случувало синоќа во Кочани, ми е мизерно да го споменувам, али повторно ќе ви кажам дека Бог е голем. Поголемиот број што се приведени синоќа се од Увора довлочени, се ротарци, нема што да ги криеме повеќе, и поголемиот број од нив, пола и повеќе, учествуваат во грозоморните сценарија против Владо Павлов овие неколку години. Кој што дробе ќе си јаде, кој што правил ќе си го добие. Затоа пак ќе повторам, не му го правите тоа на никого што не сакате на вас и на вашите деца да ви ги прават. А вистината за дискотеката ќе излезе, затоа што Бог сака, а не јавните обвинители или премиерот Тино или министерот Тошковски. Ете, јас ви велам, Бог сака. Така да, дискотеката е случајот со дискотеката оде во друга фаза, ама ние ќе отвориме една друга дебата која што е поврзана со фотоволтаиците, каде што јавно ќе ги прешеме, каде што јавно ќе ја прашаме претходната влада со сето оно што го правеа и добивање на потврди, каде ја трошат вишетокот на електричната енергија од фотоволтаиците и дали Ковачевски, Радко Европа 92, дали градоначалникот од СДС на Кочани, кој што јас умеам да го кажам кондуктор и така ќе го кажам повторно кондукторот, дали Ангјушев, ова електрична енергија која што се создава како вишеток, дали акумулираат во джепот на сите овие мокници кои што ги споменав. Значи, прашање до претходната влада, до Зоран Заев, до Ковачевски и до сите оние кои што имат фотоволтаични централи, кои што ни го уништуваат земјоделието, а посебно оние околу Кочани, каде што Европа 92
е целата со покриви и напред. Значи го прашуваме Радко, Сорос и вахабиста, каде акумулира вишетокот на електричната енергија, дали во неговиот джеп ја става? Потоа го прашаме кондукторот кој што има фотоволтаици врз локалитет Кеспанчево, дали и тој ја акумулира во неговиот джеп? И на крајот го прашуваме и Ангјушев, кој што цели 2 рида има предкочени, кои што беа зафатени во минатото со големи пожари, дали вие, Ангјушев, вишетокот на електрична енергија од фотоволтаиците ја акумулирате во вашите джепови или во синот, или во джепот на синот вас кој што го чуват во Австрија? Ова е прашање до сите вас, кој што го одбегнува и Стојанче Ангелов, кој што го одбегнува и основното јавно обвинителство Кочани и јавното обвинителство на Македонија, кој што го одбегнува премиерот Тино, министерот Тошковски и сите оние кои што овие 3 месеца ги прашавме на која мрежа електрична била приклучена дискотеката Пулс. И еве вечерва ги повикувам сите да истражуваме и да видиме дали тие 2 експлозии кои што настанале се од литиумски акумулатори или батерии, како што вие знаете, како што ние знаеме да ги кажеме, и дали причината за големата смртност и експлозиите со паѓањето на покривот и создавањето на високата температура е токму од овие литиумски батерии. Ајде, премиер Тино, министер Тошковски, основно јавно обвинителство и сите останати, дознайте повеќе за ова тематика и прашајте ги претходната влада која што денес знае многу да биде силна и знаеме ние да се удараме во гради. Ете, поголемиот број се од СДСМ и реално сакам да ги прашате дали истите тие вишетокот на електричната енергија ја чуваат во нивните джепови и дали последните случувања после дискотеката со Пулс, со прекинот на електричната енергија и гасењето и исклучувањето на фотоволтаиците е поврзано со случајот во Кочани да не се повтори негде на друго место. Ајде, господа од СДСМ, пошто сте многу силни, еве и за Инфомакс, и за Буревесник, и за Кукузел, една нова тематика која што ја поклонувам. Не собирам политички поени, повеќе политиката не ме интересира, оставам се на бок. Разгледајте дали тие 2 експлозии кои што настанале и кои што се поврзани со голема смртност, а јас, како припадник на елитни специјални единици, никаде не сум слушнал во акција да почина толку многу за миг. Каде што овде наоѓаме и причината за опожарувањето, а не горењето на лицата. Не сакам да представам неколку слики, меѓу кои и од покојниот брат Андреј, каде што имаме слика од обдукцијата и каде што се гледа дека раните и сето оно што настанало како смрт не е од горење на телото, туку е од висока температура. И таа висока температура се создава од литиумот во спој со вода. Затоа чекав да се изслушам се и се што и пред да се затвори постапката да отвориме една нова дебата и да кажеме вистината
за сето оно што се случувало, бидејќи Бог сака така, а не Мицковски или министерот Тошковски или Зоран Заев или Инфомакс или Кукусел или било кој. Значи Бог сака да се одгонетне ова вистина и ќе се одгонетне. А кога е во прашање Бог, таму нема премиери, нема председатели, нема новинари или било кој. Дали се разбираме за ова што го пред малку пренесов и ова што ви го кажав, бидејќи ве молам, сакам да се слушаме и сакам во коментари да пишувате дали се разбираме ова што ви го кажав, после што сте пишале добра вечер. Значи, уште еднаш, СДСМ има прашање од нас, кое што е правено од времето на претходната влада, посебно Ковачевски и Зоран Заев, дали вишетокот на електричната енергија која што се создава од фотоволтаиците ја чувате во джеп или употребувате литиумски акумулатори, т.е. батерии. До ова прашање од СДСМ е и прашање до финансиерот на ВМРО ДПМН од Груевски до ден денес, Ратко Сорос и вахабиста, кој што има на цела Европа 92 соларни панели на покривот и на предниот дел од печатницата Европа 92. Каде ја чувате вишетокот на електричната енергија и дали дискотеката е возможно од некого од вас да има вакви литиумски батерии или акумулатори, бидејќи како што знаеме дека Ева на Кочани нема никаква одговорност и ова фирма во стечај, нормално е дека не може да го продолжи договорот со Евана за приклучок на мрежа и да не е должна таа откако ќе отиде во стечај и откако сметката е блокирана, одма се исклучува струјата. Сакам да отворите дебата, нова тематика. Ако сакате да продолжам за моите проучанства, што доаѓа после Израел и Иран, а пред Турција, и што ќе се случува со Македонија. Сакам да отвориме дебата, нова тематика, и пошто господата од СДС се многу силни, ги прашуваме дали Кочани, кој што е окупирано од вакви фотоволтаици, едноставно каде се акумулира вишетокот на електричната енергија од фотоволтаиците. Ново прашање го повикувам и Ратко Сорос и вахабиста исто така да не одговори, бидејќи небалансирањето на електричната енергија видовме. Дури министерката за енергетика објави дека имаме вишеток на енергија и небалансирање на електричната енергија, која што се јавува како вишеток и доаѓа до исклучување на мрежата. Ете, затоа траев 90 дена, траев 3 месеци, потајно нешто подпишував. И ова е мое прашање до сите оние и до јавно обвинителство, посебно до јавниот обвинител од Кочани Борче Јаневски, дали е испитано
од каде се напојувало со електрична енергија дискотеката Пулс, и дали овие две експлозии за кои што гледате имаме искривување на метални конструкции кои што биле веднаш под покривот и ова висока температура е создадена од литиумските батерии во спој со вода. Прашање до премиерот Тино, до министерот Тошковски, до ВД градоначалникот, на кој што колку и да е во право, во овој момент нешто што е најмалку потребно е да ја загреваме атмосферата со оно што го имаме во Трговски и секаде. Нека се расчисти прво случајот со дискотеката, а дури потоа да решаваме одредени активности колку и да е право, а сега не е време за тоа. Значи, на огонот не треба да фрламе бензин. Чекам коментари од вас, ама како што гледам немате коментари. Како што гледам воопшто не го интересира поголемиот број. Гледам дека едноставно само неми посматрачи имаме, како и досега, да слушнеме нешто и потоа да се го презимаме од Владо Павлов и да се удараме огради за ситни политички поени во време кога треба и на локално, и на државно, па дури и на глобално ниво да се обединиме сите македонци во целиот свет. Уште еднаш, СДС, пошто сте најголеми и гласноговорници, а во времето на Ковачевски и на Зоран Заев се инсталираа многу соларни панели околу Кочани, од вас, од СДС, а исто така и Радко Сорос и Вахабиста има на новиот дел од печатницата Европа 92 покривот и пред нејзе е целото со фотоволтаици. Каде вишетокот на електричната енергија ја акумулирате, господа? Ако ја акумулирате во вашиот джеп, очекувам тоа да ни го кажете. И најбитно прашање до јавно обвинителство и до увара до влочени е дали овие две експлозии во дискотеката настанале од две литиумски батерии или акумулатори и дали ова висока температура исто така е поврзана со нив, каде што поголемиот број починува од ова висока температура, каде што се опожарени од пламенот и од создавањето на високата температура, а некој од струен удар, кога после експлозијата паднал дел од покривот и кабловите виселе и големото количество на вода кое што го гледате во самата дискотека. Чекам. Со напомена дека ова тематика нема да биде само вечерва, а инаку поголемиот број кои што се притворени синоќа во Кочани од увара до влочени, освен Марија се на тоа место работно уште од времето на СДС, каде што поголемиот број од нив ги прават онија крвнички нарачени сценарија против Владо Павлов и како доказ дека
најверојатно тоа е една група која што застапува некои други интереси, а не интереси на владата на Република Македонија, и група која што добива наредби од некој нивен секторски центар, и од тој центар тие ги работат тие цели задачи на центарот, каде што едно лице има кое што е поврзано со, каде што секогаш кога треба нешто да се иницира, предходните 3 години тој е тука заедно со социјално да прави записници за некој измислено семејно насилство, да се бара лична карта и така натаму и така натаму. Другото лице исто така е вработено на тоа место уште од времето на СДС, лице кое доваѓа и прави и одговорно за претресот на 16 март 2024 година. Значи се добива од јавно обвинителство дозвола за претрес кај Владо Павлов, за да се бара дека овде јас сум лекувал, дека овде сум измамувал и така натаму, и каде што никаде во решението за претрес не стојат цвеќето на животот и другите камени фигури кои што се од суштинско значење за Македонија, а дотичната особа Кристина заедно со повторно нивни лица од противпожарна кои што се заедно со нив ги повикаа да ги вадат од онаму каде што се чува, се додека не направиме музеј во Кочани. Значи, господа од СДС, сите овие лица по големиот број се лица кои што се вработени од времето на СДС и лица кои што учествуваат во грозоморни сценарија против Владо Павлов. Лица кои што се поврзани со владата на Ковачевски, а и претходно владата на Зоран Заев. Вината кај Тино е таа што не ги заменил. Каде што знаете дека единствен некој кој што го заменија наводно од времето на ВМРО е началничка која што беше Марија, ама и таа е поврзана со повеќе со Никола Груевски отколку со Христијан Мицкоски. Така да сите останати се поврзани со претходниот министер за внатрешни работи со Оливер, со СДС и со премиерот Ковачевски, кој што ја спроведува агендата против Владо Павлов од општина Центар, преку Охрид, Битола и до Кочани. И многу баво ги знам лицата, и овие лица исто така се поврзани со дискотеката Пулс, што значи дека сите овие лица се повеќе поврзани со СДС, неголи со ДПНЕ. Можете да се лутите колку сакате, можете да плукате, да обезликувате, ама е таа вистина, затоа што јас имам борба негде околу 5 години со оваа екипа, која што и уште во времето на корона, со дечкото кој што не плаќаше потарини, иницира преку една вечер доаѓање на полиција, каде што се фингира сценарија во тогаш кафе бар Агапи. Значи, кафе бар Агапи работеше од 20 до 22 тука некаде, но се задеси и корона. Значи, преку 10 пати или 20 пати има доаѓано за некое лажно нарушување на јавен ред и мир и прекочурување на времето, увара довлечени со комбе во кафе бар Агапи, ама ете гледате, тоа во дискотеката Пулс било невозможно да отидат да видат, ама кај Владо Павлов преку една вечер што се вели доаѓаа. И многу баво ги знам сите,
Така да ова екипа СДС повеќе е од вашиот сој, него ли од другиот, и можете да викате, да обезликувате, да ме пишувате по портали, можете повторно во вашата телевизија Телма, која што не е на Мак Петрол, туку е на Бритишен Петрол, повторно да објавувате дека сум притворен, дека сум надрилекар, дека сум измамник. И тоа ви е се дозволено заедно со оно што сум му дозволил на секого од вас, и можеме да дебатираме колку сакате и во Инфомакс, и во Кукозел, и во Јади Бурек, и во Буре Весник, и каде сакате, каде што сите ќе ви докажем дека со факти и аргументи се поврзани повеќе со Ковачевски и со Зоран Заев, отколку ли со Мицковски од Увара до Влочани. Независно дали се од Увара до Влочани, од Основен суд, од јавно обвинителство, сите тие се повеќе поврзани со СДС, него ли со ДПНЕ, оно што го тврдат. А за состојбите во Кочани поради ова дувло, ние имаме докази дека уште од првиот ден кога дојде на власт и првата прес кога ја правеше премиерот Тино, му најавивме прво од Кочани да почне, а исто така и на министерот Тошковски, за кој што имаме запишано и за кој што денеска дел од тие пораки споделивме, а имаме уште многу пораки, и тоа не дига, не прави дека сме наците, затоа што кога ние ја водевме битката го немаше ниту Инфомакс, ниту Кукозел, ниту Буре Весник, ниту било кој кога кажувавме за Кочани дека е довлочени. А кога сме кај Инфомакс, од времето на Палчо и од времето на таа екипа, да ве подсетам, значи за време на корона, исто така доваѓа инспекција од Министерството за здравство, која што со дојава од Инфомакс беше испратена во кафе бар Агапи кај Владо Павлов. Така да и Палче беше голем, ама изгледа доживотно го чека, а го чекаат и многу изгледа во Идрисово. И сите оние кои што учествуваа во овие големи злобни сценарија против Владо Павлов, ете Бог ви ги открива, ви ги покажува, и уште еднаш СДС можете слободно да идете до Дубај, во кафеа на Меана на вашиот тутур, на вашиот Бог Зоран Заев, кој што има кафеа на Меана, се вика во Дубај, да си јаете струмички кебапчиња, да си јаете ајварче мамас и да си го прашате дали овие лица кои што синоќ беа притворени 90% се на СДС, а не на ДПНЕ. Толку околу таа тематика, а сега дали сме спремни да збориме на глобално ниво, затоа што дојде оно што го најавував, а претходно ќе ви пуштам видео кое што сум го објавил пола деценија и повеќе, и каде што поголемиот број на македонци ме правеа шизофреничар, ме правеа луд и не знам што ли не. Можеме да го проследиме видеото, а потоа ќе ви објавам што не очекува. Со пораката до премиерот Тино и до МВР и министерот Тошковски да преиспитат каде акумулира вишетокот на електричната енергија од фотоволтаиците на кондукторот, градоначалникот СДС, кој што исто така има кривично од дискотеката во Кочани, за кој што фотоволтаици се ставени на локалитет, а тоа може да го потврди археолог и кустос од Кочани Илинка, затоа што на тој дел се најдени артефакти постари од Винча култура, каде што има фотоволтаици
господинот кондуктор на кој што не му се знаат сметките колку се. Исто така, фотоволтаиците на Радко Сорос и вахабиста и фотоволтаиците на Ангушев дали вишетокот на електричната енергија од нив ја складираат во нивните джепови и во джеповите на децата и нивната фамилија, поради кој што на вистина и министерката за енергетика докажа дека имаме проблем. А тек кога ќе имаме над 45 степени Целзусови, Бог да ни е на помош. А проектот за фотоволтаиците е повеќе на СДС отколку ли на ДПНЕ. Како и сите овие кои што синоќа беа притворени, 90 и повеќе проценти се на СДС него ли на ДПНЕ, така што ноторни глупости са дека некој го чувал, ако го знаете дека поголемиот број од тие се лица на Оливер Паужина. Да започнеме со една друга работа и за оно што вечерва сакам да ви го пренесам и да ви го кажам. Ова видео е во Здрава Македонија, видео кога започнува војната во Сирија. Проверете на Google кога започнува војната во Сирија и во време кога Камерон е уште премиер на Англија. Владо Павлов го објавува, а ве молам приметете ги овие две лепотици кои што ги гледате секое утро заедно со Роберт во Здраво Македонија, како се однесува и како се подсмева, а веќе тоа доаѓа од денес и камен на камен нема да остане. Да го слушнеме видеото во времето кога започнува војната во Сирија и кога премиер на Англија е Камерон. А вие проверете си, не сакам да зборам и да калкулирам со години, во која година сум се јавил и што сум објавил, а дали сум бил во право или не, а потоа ќе ви дадам и коментари и ќе ви ги дадам со профили. Дел од оние кои што пишувале дека јас сум параноиден шизофреничар, па јас ќе го прашам тој што ме прави параноиден шизофреничар денес, дали ова кога дојде денес, ти си тоа што мене ме правеше кога јас ова го објавив. Дали можеме да почнеме? Дали можеме да почнеме со глобалната политика, а оно што се случува со дискотеката Пулс и вечерва кој што за прв пат ги повикувам премиерот Тино, министерот Тошковски и јавно обвинителство да преиспитат каде вишетокот на електричната енергија се акумулира од фотоволтаиците. И дали двете експлозии во дискотеката Пулс се поврзани со литиумски батерии, тоест акумулатори, и дали големата температура која што се создава, од кој што починуваат скоро сите, е од литиумот во спој со вода. И уште еднаш, Бог сака да се открие вистината. Ниту јас, ниту премиерот Тино не можеме тука да реагираме затоа што Бог сака, ниту па јавно обвинителство, а најмалку порталите кои што ги имате како Инфомакс и многу други. Значи Бог сака да се открие вистината. А кога ќе докажеме дека сме во право, тогаш ќе го прашаме Партении, ќе го прашаме и премиерот,
дали хероите биле навистина херои или хероите свесно или несвесно направили нешто друго. Преку овие случаи се случува денес. Почнуваме. Јас би сакал да објаваме на работа, која што е многу битна. Дали се добро слуша? Дали се слуша добро, за да почнеме да работиме на тематиките, пошто не е сјајно она што доаѓа глобално во целиот свет. И ве молам, обратете внимание на две телепотици кои што и како се понесуваа во тој момент кога ја кажував ова вистина веќе денес е пред очите на сите вас. За нас македонците преку овие случаи се случува денес. Освен Сирија, на мета ќе биде Палестина и Иран. А тоа значи Израел. Значи, послем Сирија, на мета ќе биде Палестина и Иран. А тоа значи Израел. Уште еднаш, пошто не сте сконцентрирани македонци мои, од проблемите и од оно што ви се случува, не знаеме да се сконцентрираме и затоа потоа и брзо забораваме. Јас имам една моја сестра, една моја пријателка, ќе им кажем еден виц, пошто толку проблеми што има и толку што мозок кој работе 100 на саат, ќе прашаш после да ти го каже вицот, не знае да го каже. Заборава. Е, такви македонци имаме поголемиот број. Значи, мораме да се сконцентрираме. Мораме да го гледаме. Мораме да слушаме внимателно. Се друго да извадиме од мозокот, за да бидам сватен. За да нема такви како Сашо Арсов што велел тогаш параноиден шизофреничар. Дека јас сум бил ова што го објавив, а веќе ви е намегдан. Повелете. Која што е многу битна за нас македонците преку овие случаи се случува денес. Освен Сирија, на мета ќе биде Палестина и Иран. А тоа значи Израел. Македонци мои, кога тоа ќе се случи со Израел, време е сите да се обединете од. Значи, македонци мои, кога тоа ќе се случи со Израел, време е сите да се обединете. Владо Павлов, не можем да кажам дека сум пророк, ама се што сум објавил и се што сум кажал се случило. Не мора да верувате. Ама ете зошто велам да се обедините. Целиот свет и да ги баталите овие Киро-Глигорови партии ВМРО и СДСМ. Да ги баталите овие две Киро-Глигорови политички партии. Затоа што едни ќе влечат кон едните, други ќе влечат кон другите. А потоа ќе видиме која година ова сум го објавил. А тоа значи Израел. Македонци мои, кога тоа ќе се случи со Израел, време е сите да се обедините од целиот свет и да ги баталите овие Киро-Глигорови партии ВМРО и СДСМ. Зошто? Затоа што после Израел следна ќе биде Македонија. Еве ви најавувам, како секој пат што ви најавувам во оваа емисија, а вие сите се само подсмеавте и меѓу себе си кучкавте во тесни кругови дома го испотирувавте Владо Павлов. Владо Павлов ви најавува, освен Сирија е Израел и Иран. Тоа ако ви се случи, време е да се обедините сите македонци во целиот свет. Затоа што после Израел ќе биде Македонија. Ќе почнем од 2000 година 11 септември. Следиме внимателно.
нарачени сценарија, ручење на близнацките, често на цел да се влезе во Вавилон. Влегува во Вавилон, го сручија Хусеин, не го најдува порталот. Продолжија на друго место, продолжија во Либију, продолжија во Алжир, продолжија во Египет. Сручија све, не го најдува и таму. Унистија Гадафи, не најдува ништо. Потоа продолжија на Крим, Украина, не најдува ништо и таму. Така, денес намета е Сирија. Замислете, Сирија, земја која што го добила името по Сириус со звездието. Замислете, таму денес сите бомбардират. Кој стигне бомбардира? Америка бомбардира, Турска бомбардира, Француска бомбардира, Израел бомбардира, курдите напаѓаат од сите страни. Сите оние организации кои што ги создаде Америка и Британија и се бомбардират, убиват. Иран тука исто така војно е присутен. Русија и она поста да бомбардира. Во блиско време Кина ќе бомбардира. Дейвид Камерон, најголемиот. Значи, Дейвид Камерон, видеото е направено кога премиер на Англија е Дейвид Камерон. Дали со овие случувања кои се започнуваат од вечерва, а јас ги најавив после 11 јуни, а јас сум ги докажал, дали ќе верувате и дали ќе се обедините сите македонци од целиот свет, затоа што после Израел, Иран, Турција ќе биде Македонија. И тоа е ваше право. Психопат на денешницата и тој се спрема да бомбардира. Дали постои една земја што не бомбардира денес во Сирија? Значи, ова е се тоа што ви го најавував со Скопје 2014, со Геолипот 2016 и Шипско се... Погледнете како се смеат двете новинарки. Погледнете ја Милена Мијатка како се смеи. Погледнете ја како се подсмева. Сигурно утре ќе биде тема за Израел и Иран. Треба да ги испратиме овие слики на овие две убавици, како се подсмева кога некој го најавил тоа во нивната телевизија, каде што тие се вработени во Канал 5, во Здраво Македонија. Затоа Македонија не ја бива до ден денес. Затоа што тие требаше да ме викнат и било кој друг новинар во Македонија, а не да се подсмеват. А до ден денес кај да одам, каде што има постари луѓе, ќе се представам Владо Павлов. Јас повеќе од 4 години, 5 години не се јавувам во емисиите. А овие лица велат Владо Павлов, да. Ти што се јавуваше, да. Значи, памтете колку трак сум оставил на постарите лица. Ама ова, што сум го најавил од вечерва почнува, за нив двете е смешно. Погледнете како се подсмеват. И да ги прашаме, а сигурно утре ќе биде тема за Израел. Шипско ново село. И уште се смеат. Смешно е Скопје 2014 и Шипско ново село. Ама не е смешно дека цел рид Змијалков руше во Охрид, каде што Лондон стои и во центар во Скопје и во Охрид. Таму нема УНЕСКО. 2017-та. После палењето на Израел, антихристки ви го донесат овде во Македонија. Тогаш ќе викате кој бил онај болен шизофреничар Владо Павлов, тогаш ќе викате кој... После палењето на Израел, антихристки ви се појави у Македонија. Бил онај Владо Павлов и што само трескаше глупости. Ама тогаш на сите нас ќе биде касно. Ете, жосто, Македонија ќе останат последна, затоа што Владо Павлов и Филипова Паланга го чува се тона што го бара Англо-Америка. Дали сум јас? Тоа е македонци.
вие одлучите за се понатака. Одлучите дали ќе ни биде касно или не. Дали понатаму ние македонците двајца не можеме да се обединиме, а не по целиот свет, е избор наш. А додека за сеир македонците сме први, кога објавија на Телма, а Телма е телевизија на СДС, за Владо Павлов, за сеир, сите портали го пуштија сето тоа. И сите портали беа на СДС. Зато и Армагедон ќе биде во Македонија. Сакате прифаќате, сакајте, ич не прифаќате. А нуклеарната само што уште не е почнала. Етеро се повеќе и повеќе ќе го нема на земјата. Тогаш ќе сватете што бил Мак Оргон и зошто макотрпно се борев да го воскреснам од пепелта и да стане Феникс, од кого ова багрена СДС отвори битка против Владо Павлов, каде што 90 и повеќе проценти што беа притворени се лица на СДС, од увара до влочени. И грешка на премиерот Тино е што не менуваше ниту лица во градовите, ниту на функции. До пред дискотеката Пулс водовод беше на СДС. Полиција, увара до влочени беше на СДС. Социјално вокочени на СДС. А ДПН владее. Затоа сега вака ќе прават. И нека прават. Премиере Тино. А додека тие околу тебе кои се борат да си ги задржат фотелите, се и се што прават против народот. И секаде манипулираат. Затоа Македонија треба да има македонска влада, каде што нема да има СДС и ДПН и левица, десница и не знам каква ли не. Туку ги има македонци. Пошто веќе не сме во опасност само на државно ниво, на локално, туку и глобално сме во опасност. Ако не верувате, е изборот ваш и ваше право. Јас ова моје вклучување во живо го завршувам и ве обавестувам дека после Израел навистина ќе биде Македонија пред Турција и дека неминовно е да се обединеме и затоа Бог сака да се одгонетнат сите онија нарачени сектарски сценарија кои што се правени во Македонија и во Кочани. Не тоа поради тоа што јас сакам, јавно обвинителство, Основен суд, премиерот, министерот или било кој друг. Тоа е поради тоа што Бог сака и со овие млади дечиња и за се што се направи Кочани како црнилиште да биде, а е белиште и бела, Бог ќе ни врате на сите нас, па и на мене, ако премолчувам и ако седам мирен и пасивен и да ги гледам и да го гледам мојот град во црни мајци. А град на белината, град на светлината, а тоа го потврдува и плочата која што украдена од она која што синоќа ја притворија Христина, неовластено и никаде не е запишено во нито еден записник, така што денес бе во увора до влочени, да ги прашам до каде е, тие не знаеа да ми одговорат, и јас кажав, нема потреба да ми објавувате и да ми кажувате до каде е она што го пријавивме
за враќање на плочите, бидејќи веќе ги нема во Увородовочани. Од понеделник ќе покренеме иницијатива во внатрешна контрола Скопје. Едноставно им се заблагодарив и им кажав пријатно на лицето кое што ги има заведено нашата папирологија во Увородовочани. Така да, ваше што ќе одлучувате во иднина. Дали ќе останете со ова секташка организација на Антихрист или ќе биете со Божјата десница Армагедон. Останете ми во мир, љубов и здравје. Нека ни Бог на помош. И уште еднаш прашање до СДС, кои што се иницијатори на фотоволтаиците, а такви ридови кои што претходно беа пожари, ги запоседнаа токму лице од СДС повеќето, дали акумулираат електричната енергија во нивните джепови, или ја испраќаат директно онаму каде што се јадат струмички кебапчиња и чушки во Дубаи, во Мерак Меана, собственик Зоран Грилас од ЗАЕС. Добра ноќ. Nisam rekao nikad glasno i možda sada za sve je kasno. Samo sa tobom ljubav sam hteo, za život ceo, svete moj. A sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me nije bilo lako. Ne ostavljaj me samog sada tako, sam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo. Će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj. S tobom želim da dočekam kraj. Kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me nije bilo lako. Ne ostavljaj me samo sada tako, sam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj,